Целта на велоатлонот е како спортска манифестација која е во 3 дисциплини, значи офроуд возење на велосипед, трчање и совладување на препреки, е да го поттикнеме спортскиот дух претежно кај младите, понатаму да испратиме порака до рекреативците дека имаме една комплетно добро спремена патека за рекреација и нормално да преку велоатлонот и преку вакви настани и рекреативниот дел да создаваме здрави животни навики не само кај младата популација, туку и кај постарите. Патеката се користи доста често, значи ние патеката ја направивме минатата година. Имавме Гевгелиски велоатлон 2023 година, од тогаш па наваму ја одржаваме комплетната инфраструктура на велоатлон патеката и можам да кажам дека патеката не се користи само за возење со офроуд велосипед, туку доста граѓани од Гевгели и околните места ја користат за рекреација, за пешачење, за трчање, понатаму за совладување на препреки и така натаму. Што значи, доколку дојдете на велоатлон патеката, секоја поруче кога е добро времето, ќе најдете доста луѓе кои нели ја користат оваа патека. Има учесници од цела Македонија, значи зборувам од Гевгелија, околните населени места од Гевгелија, меѓутоа и од цела Македонија. Интересот е доста голем, заради тоа што тоа е некоја дисциплина која е нова и предпоставам дека ги примамува сите спортисти и велосипедисти кои возат нели офроуд велосипед да се пријават на настава. Можам да кажам и го препорачувам овој велоатлон, младите да можат малку повеќе да се пријавуваат, да учествуваат, да стане помасовен, да ги избегнуваме седењата на компјутер и телефони, да бидеме малку повеќе во природа, да имаме добра физичка кондиција. За велоатлонот можам да кажам дека оваа година учествуваат повеќе од 50 надпреварувачи. Ги има од сите градови во нашата држава. Тука се надевам дека до година ќе може да дојдат и од другите држави, како што се Грција, Бугарија и Србија. Може би овој велоатлон може да постане и меѓународен надпревар. Времето денеска е убаво, сончево, топло. Се надевам дека ќе помине во најдобар ред. Нема да има никакви проблеми. На надпреварувачите им посакувам добро и безбедно возење, а се разбира честитки и за оние кои ќе успеат да го поминат во најдобро време, односно оние кои ќе можат да ги добијат наградите. Мојата цел не е да се надпреварувам, него целта ми е да може овие 5600 метри со совладувањето на препреките и со трчањето да ги поминам во најдобар ред, а за другото ќе оставиме за идната година.